Најавивме спорт блок по 9 часот. Зоран Михајлов е гостин во Македонија наутро, авторот на авторизираната биографија која што Јована ја покажува во моментот, прва за Дарко колеги, Панчев. Помогнете ми поблиску се надеваме, да се надеваме дека и не е последно вакво дело кое што ќе говори за животот на еден од најдобрите фудбалери во историјата на светскиот фудбал. Ова одговорно и слободно е лична констатација, можеби и нема да ја прифатите, можеби ќе ја прифатите, останува на вас. Колега Михајлов, добро утро. Утрово дојде со Веспа, со мотор, мора да признаеме, до македонската телевизија. А јас ги проверив улиците и гледам се расчистиле. Немаше сообраќаен метеж. Па овде пред овие семафорите на кај телевизијата имаше тука, доста да. и да знае тука во текот на денот. Подвозникот тамо, тунелот. Да. Меѓутоа, имам искуство со возење со мотори од 62-та година, па така не ми е проблем. Имав 2-3 паѓања, што е нормално за моторџиите, меѓутоа гледате здрав. Витален, се уште Витален, на наше огромно задоволство, жив здрав. Не се нафаќа колега Михајлов секој да пишува авторизирана биографија за големите спортски звезди, затоа што нивниот живот е многу комплексен. Сега познавајќи те тебе, ќе зборуваме во прво лице, бидејќи многу долго се познаваме и се почитуваме. Познавајќи те, ќе кажам дека идејата е твоја, ама ќе го поставам прашањето, чива беше идејата и дали веднаш се втурна во предизвикот? Па вака, јас во 2019 година ја издадов првата моја книга посветена на спортот, односно моите доживувања, контакти со познатите спортисти, и тогаш иницијативата потекна од Арс Ламина, литература, а до нив стигна информација дека има многу податоци за кои што може да пишувам преку покојниот доктор Плавевски, тој беше специјалист за уво грло нос. Бевме другари, пријатели, и тој пишуваше исто така, беше писател, па сега со него кој ќе се сретневме, тур беше жив. Викам сега писател или доктор, што е? Двете исто, вика. Иначе од маџармало, овде маџармалци такви се познати се по се и се што. И тој дал идеја тамо во Арс Ламина, прифатена беше и дури назначија и уредничка одма, ако треба нешто да се коригира, Бисера Бендевска, па со неа соработката продолжи и следните години. Оваа книга требаше да излезе порано, меѓутоа имаше проблеми, нели, корона, па јас имав некои здравствени причини, ако викала дека си Витален, да. Чупе, Витален, ово, она, ама два вештачки колка. Појавата е таква, пример, витална. Вие сте пример за нас, за помладите колеги и во виталноста, се разбира. Вие требаше да ги извоите најрепрезентативните моменти или моментите кои што се највозбудливи и најголемо внимание од кариерата, што ми е со вода, од кариерата на Дарко Панчев, и кои се тие? Јас успеа само на кратко да ја подразгледам и видов многу возбудливи моменти и сакам да им посветиме внимание. Ќе почнеме прво за кариерата да зборуваме, затоа што веројатно и за неговиот живот се многу заинтересирани. Добро, интересен живот. Фудбалски имаше Дарко Панчев, Бранче добро најави дека не е фудбалер познат само на овие простори на Балканот, Европа, туку во светот, а кога се пишува една книга за таков човек, што е афирмиран на сите меридијани на земјината топка, треба да се внимава околу тие податоци, хронолошки би рекол повеќе, за да се прикаже во вистинско светло личноста за која што пишувате. Навистина, тоа беше предизвик за мене, но и една околност која сакав да искористам, бидејќи Дарко го знам уште од младите години, од неговите почетоци. Токму во времето кога се афирмираше во младинскиот погон на фудбалскиот клуб Вардар, јас бев генерален секретар на фудбалскиот клуб, па првиот договор практично го потпиша со мене, оние договори за стипендирање на младите спортисти. Тој немаше некое правно дејство,
тие договори, меѓутоа обврска од етички причини да не побегне од Вардар, да не го земат пред време, дека го видоа добар играч и уште од првите години кога зачекори на фудбалскиот терен, веќе беше снимен од оние скаути што се задолжени да ги бркаат талентите и тука веќе веднаш им падна во очи на сите клубови, а најмногу се разбира и трката секогаш беше интересна меѓу оние клубови од големата четворка, така ги нарекувавме порано Црвена звезда, Партизан, Динамо и Хајдук. Најголемиот клуб го спомена прв, тоа е добро. Добра, ајде, сега добро. Неверојатно е, јас ја чекам и приликата и лично да го прашам, неверојатно е колкаво внимание предизвикува само името Дарко Панчев. Се уште. Се уште. 3 децении по неговото пензионирање. Да, сакам да кажем ке помладата генерација не треба да се објасни кој е. Па добро, еве вие кои што ја следите и неговата кариера и животот по кариерата, која е магијата на ова име и презиме? Магијата на ова име и презиме е што беше машина за голови. Така напишаа и французите кога дебитираше Панчев на првиот надпревар пријателски во Мец, во Франција. Турнир имаше, а Црвена звезда на подготовки. Дарко туку што излезен од служење на воениот рок тогаш во ЈНА и тој потпиша договор пред да оди во армија. Тоа беше принцип во Црвена звезда, кој дојде, ако не ослужил армија, кога го потпишува договорот, прво да оди таму, па после истото се случи и со Савичевиќ во исто време. И подготовки во Франција, тренер Шекуларац, роден во Штип, така малку и македонска врска, што би рекол Дарко и Шеки. Шеки беше интересен инаку за сите. И таков човек беше по природа темпераментен. Го става во игра на првиот надпревар, после оние нормално базични подготовки во Црвена звезда. И од 6 голови дава 5 против ЦСКА од Софија. А во тимот на противникот многу познати фудбалери, тие беа и репрезентативци на Бугарија, многу од нив 4-5 души, меѓу кои Стоичков. И французите изненадени, и тогаш тој наслов беше објавен во француските, вика овде е родена некоја звезда која е машина за давање голови. И штета што не е 6-та звездина звезда, тоа ќе остане како еден момент кој што требаше да го има Дарко во кариерата, инаку за оние што не знаат и оние на кои што не им е јасно зошто се уште е популарен Дарко Панчев, ќе кажеме дека тој е стрелец на победоносниот гол во финалето на Лигата на шампионите, тој е златна копачка на Европа, тој е второ изборот на фудбалер на годината, за малку, а можеби и пристрасно не му беше дадена таа награда, тој е најдобриот стрелец во квалификациите за Југославија. Колку беше тешко, може само да замислиме да избориш место во 11 од 25 милиони луѓе во една таква репрезентација. Штета што не учествуваше на Европското првенство 92-та, а потоа и на Светското 94-та. Ивица Осим своевремено кажа, инаку Дарко има и 2 гола на Светското првенство Италија 90-та против Обединетите арапски емирати по облог со Ивица Осим за тој надпревар, на тој надпревар. Инаку истиот господин Осим кажа дека ја подготвувал генерацијата за големи успеси на следното европско и на следното светско првенство. Зоки, како треба да изгледа животот на една голема спортска легенда, звезда, урнек на многу генерации? По пензионирањето за ова подготвуваме посебна емисија со Дарко, во преговори сме во договори, еве сега ќе најавиме. Како треба да изгледа животот на една звезда? Колку треба тој да биде ценет во општеството и што се треба да се извлече од неговите искуства што ги има во животот? Добро, Дарко, младите може многу да научат. Прво и основно е што тој во моментите на најголемата слава остана цврсто на земја. Не леташе, јас сум тој, јас сум овој и ова. Си беше онака скромен, знаеше некогаш и така во шега да каже нешто, без мене не можете, голови нема да има и така натаму. Дури и самите фудбалери од тимот
дали беше во Вардар или Црвена звезда, го знаеја тоа и знаеја дека е вистина тоа што го кажува и го покажува на теренот. Впрочем, тој беше и 4 сезони прв стрелец во југословенската. Најмлад најдобар стрелец во југословенското рекордот го има. Инаку беше 4 пати прв стрелец во првата југословенска лига, која во тој период беше една од најсилните во Европа. Тоа го покажува и резултатите на репрезентацијата. Дарко, например, 91 кога беа квалификации за 92 за Европското првенство во Шведска, беше најпрецизен фудбалер во сите квалификации со 10 голови. Тоа е едно. Значи, 4 златни, да ги наречеме мали копачки на југословенските првенства освоени, а она што го спомна Бранче, најмлад, тој постигна 19 голови во првата сезона кога заигра стандардно и претходната играше, ама стандардно кога заигра и според возраста беше најдобриот, иако има рекордери како во атлетика, добро, таму екзактно се знае, меѓутоа овде тој беше најмлад стрелец со најмногу постигнати голови во еден државен шампионат. И битно е за него да се каже и друго. Тој е роден стрелец. Впрочем, и неговиот клубски другар Гордан Здравков овде вели, Господ му дал све. А тој тоа го искористил. Зоки, ти благодариме што дојде, ти благодариме Зоки, за времето. благодариме. Издвоено вечер е промоцијата, се надеваме дека ќе помине во прекрасен амбиент како што Дарко тоа го заслужува. Ќе бидеме таму, ќе видиме што ќе се случува. Се чекаме во следна прилика за други спортски приказни. Добро, јас ве чекам вечерва таму на промоцијата во Diamond Mall. Таму ќе биде, па отворено е Јас за сигурно сите. нема да пропуштам. Не знам дали ќе ги собере сите почитувачи. Во дресот Црвена звезда со број 9 ќе дојдам со сина бројка. Благодариме, колега Михајлов.